Важно е да бидеме свесни дека многу нешта можат да се подобрат во сферата на високото образование и на тоа треба да се работи во диалог со младите луѓе. Но пред се треба да се намали јазот помеѓу она што се изучува во високообразовните институции и потребите од пазарот во рамки на креативните индустрии. Сметаат учесниците на конференцијата Дигитализација на креативните сектори во високото образование во организација на Умпаки. Она што мораме сите заедно да работиме, кои што веројатно ќе произлезат доста заклучоци во рамки на овој проект, е кои се тие работи се лоцираат работи кои што треба да се напредат во образовниот процес, во високообразовните институции, со цел да видат што поприменливи на сите тие луѓе, студенти, идни чинители на економските процеси во нашава земја, и да што поблиску со тоа реално што има потреба од економскиот сектор. Во времето што доаѓа, но и она кое што сега го живееме, креативните индустрии ќе бидат императив и токму дигиталната трансформација на високото образование е исклучително важна, вели професор Трајковски. Сето тоа отвара еден пат за потоа да може поедноставно да се имплементира. Нормално, самото време сето тоа го наложува, младите генерации се повеќе чекорат и газат во таа област, газат зборувам во позитивна насока во таа област и едноставно не постои друга опција која што би можела да го направи тоа. Затоа е потребно да се комуницира со младите, не само како пасивни слушатели кои ги следат предавањата, туку да се гледа на нив како на активни партнери во целиот тој процес на дигитална трансформација, смета Трајковски. Нивните сугестии и сето она што тие со кое што живеат, бидејќи генерално оние кои што се сега во тие години се родени, што се вика во дигитално време, можеби не баш родени, меѓутоа се израснати. И неминовно се битен чинител кој ние мораме да го почитуваме. Технологиите се една од можеби најважните зони кои што треба да се поведат внимание, бидејќи со технолошкиот напредок на целото човештво, примената на технологиите во бизнес тековите се неминовно нешто што треба многу повеќе да обрнеме внимание во високообразовниот процес и да го развиваме вештини кои што бидат применливи на тие едни дипломци во посебно економските текови. Соработката меѓу земјите од Западен Балкан и Европската Унија е многу важна во овој случај со фокус на дигиталната трансформација во креативните и културните индустрии. Да се потрудиме да ги подготвиме самите универзитети за овој нов предизвик, вели професор Карлос Ваз де Карваљо. It's quite important in a moment where artificial intelligence is dictating what we do. Right, and for instance, designers are now facing the creation of images and designs by artificial intelligence. There are a lot of challenges, and we need to take those challenges and see how we can improve our abilities using the possibilities that digitization. Главната цел на проектот, DigitCrash, финансиски поддржан преку програмата Еразмус, е подобрување на квалитетот на програмите за високо образование во креативните и културните индустрии во Западен Балкан. Со цел студентите да бидат позадоволни од стекнатите вештини, дипломираните да бидат поквалификувани и поконкурентни на пазарот на трудот, а со тоа да се постигнат и повисоки стапки на вработеност.